Доктори и здравствени работници да се паркираат надвор од кругот на клинички за да има паркинг места за пациентите. Ова е само едно од можните краткорочни решенија за сообраќајниот хаос на скопските клиники, што ги планира министерот за здравство. Азир Алиу вели дека на овој начин би се ослободиле од 300 до 500 места, зашто преговараат со компании што имаат паркинг простор надвор од клиничкиот комплекс. Меѓутоа се уште е во фаза на разгледување зашто ќе треба да ги информираат и вработените. Како и неколку министри претходно, и Алиу ќе брои колку пациенти влегуваат, колку медицински лица одат на работа со автомобили и како полесно да биде одењето на преглед во клиничкиот центар. Паркингот, за жал, во моментот не е ни мапиран кај да се паркира кола, ќе почнеме од базичните инфраструктурни чекови активности, за да видиме точно колку паркинг места имаме внатре. По нашата анализа длабока што ја правиме, ќе видиме колку имаме пациенти во кои што ги користат тие паркинг места, колку имаме вработени и после најверојатно ќе излеземе со решение, со неко оптимално решение, краткорочно уште еднаш. Една недела поседнување во министерскиот кабинет. Алиу вели дека се активирани на неколку фронтови со барање на решенија за подобар здравствен систем. Закочани и третманот на повредените од пожарот. Целиот процес ќе го води Министерството за здравство, од каде ќе координираат што е потребно. Го добили и барањето за итно вработување на медицински кадар во Кочанската болница. Ние како Министерство за здравство во фокусот ни се Кочани, но исто така да не заборавиме дека мора да ги обслужиме сите граѓани на држава. И итно ќе делуваме и во Кочани и во сите други здравствени установи, се со цел да може непрекинато да им се дават услуги. Министерот за здравство, кој е доктор по информатички науки, најави дека веќе работат на дигитален портал со јавно достапни информации, како на пример број на доктори, достапни здравствени услуги и цени. Сања Димитровска, Сител телевизија.